знаеш, има викенди кога не се дешава ништо. Ништо, едноставно тапа е. Добра, викенд ќе одмориш малце ако ништо друго, ќе шеташ нешто едно друго, ама вака спортски ништо. Овој викенд е таков викенд, ама ќе најдеме нешто. Него, минатото видео, топ. Реал тепа, Интер тепа, Леверкузен тепа и само со Манчестер ја утнавме малце. Ама мерак ми се направи со Леверкузен. Значи, Алонсо е звер. Видете статистика. Леверкузен, значи по водство на Чаби Алонсо оваа сезона, 27 победи, 4 нерешени, 0 порази. Гол разлика 93 дадени голови, 18 примени гола и 15 надпревери некои воопшто не примиле гол. Сезона осоништата. Значи као си тепа со Бајер Михен 3-0 онака лагано. Уште сега може да се каже дека Чаби Алонсо е тренерот на сезоната. Сега викендов играа со Хайндехейм, како и да е, не знам. Така да, имаат одлична шанса да продолжат со победите. Освојуваат германско сезонава, дечки. Ајде да видиме што има стварно интересно викендов. Едно дерби има викендов, Англија, Премиер лига, Манчестер Сити, Челси. Знам дека ги тролам Челси во последно време, ама ај како да не ги трола човек. Овој па Покетино не знае кај нема утакмица Челси да не прими барем еден гол. 40 примени голови до сега сезонава. И џабе им се 41 даден гол кога примиле 40. Десето место на табела со многу мали шанси за излез во Европа. Поучено не може да биде. А Сити е во серија од 6 победи поред во Премиер лига или вкупно 11 победи поред во сите надпреварувања. Ако не тепа сега со Челси ќе биде чудо. Сега, ви текнува на првиот надпревар сезонава меѓу двете екипи 4-4. Топ фудбал пресврти 8 гола. Голови ќе има и сега, ама повеќе во мрежата на Челси. А да, уште едно нешто за Сити. Пазете го податоков. Сити е првата екипа во историјата која што во Лига на шампиони дава по 3 или повеќе голови на 7 надпревари поред. Нема шала со Пеп. Значи, стварно немаше ништо друго интересно. Тоа е тоа. Затоа одиме со 2 надпревари од Ла Лига. Првиот, Рајо Ваљакано, Реал Мадрид. Не за друго, зашто имав критика дека сум го избегнул Реал некако. Еве го Реал. Играат против екипата на Столе, против која што секогаш играат тешко. А Столе секогаш брани добро против Реал Мадрид. Уствари, Реал играше против Лајпциг и Елмас во Лигата на шампиони пред неколку дена, а сега играат против уште еден македонски репрезентативец. Столе. Ајде, Столе. Реал тепаше против Елмас и Лајпциг, иако малце чудно беше. Што знам, многу контроверзија имаше тој надпревар. Особено со тој поништениот гол за Лајпциг, кој што не требаше да биде поништен. Не требаш. Нема вез. Рајо Ваљакано е во катастрофална серија и го сменија тренерот. Сега дојде Франциско Родригес, 36 години. Помлад е од некои своји фудбалери. И ќе дебитира со Реал Мадрид. Тешка работа. Реал тепа, дечки. Уште еден надпревар од Ла Лига, ама понеделнички. Атлетик Билбао, Джирона. Значи обожавам да зборам за Джирона. Онака обожавам да ја гледам Джирона усвари. Сезонава. Паднаа малку во форма, Реми и пораз на последните 2 меча, ама пак се втори. И имаат 10 бола повеќе од Атлетик Билбао. Значи, тешко дека ќе дојдат до титула, ама Лига на шампиони не им бега. Особено ако успеат да останат непоразени сега кај Билбао. Овој усвари директна битка за пласма во Лига на шампиони. Иако има уште многу до крајот. Важно е за Джирона да се вратат на победите што побрзо. Иако има уште многу до крајот, имаат поправен. Ама ако Билбао не тепа, за нив поправен нема. И тоа е тоа. Скромно викендов, ама доволно е. Повеќе одмор, кафе, пиво, вино, мезе и помалце фудбал. Следна недела имаме пак Лига на шампиони, ќе биде уште поинтересно. Сите што не следите лайк, сабскрајб, комент и се така со ред. Да, кажете го вашето мислење за надпреварио. А ја тука ви викам чао.